Сега се прави проширување, кое што проширување ќе ги опфаќа и постојните нормално одредби, ќе се дополни со санкции кои што ги воведуваат Соединетите Американски држави. Дејќи знаете како, ние сите сакаме од Сабајле да бидеме најголеми американци, сите без исклучок, ама попладне ако може тоа што они го прават ништо да не важи овде. Така премиерот ја објаснува иницијативата со која се предвидува промена во законот за рестриктивни мерки и негово проширување, освен со правните акти донесени од Обединетите нации или од Европската унија и со акти на американската администрација и на Обединетото кралство. Поедноставено, назначувањето одредени лица или субјекти на некој од црните листи на Вашингтон или на Лондон ќе се смета за основа за ставање на овие лица или компании на домашниот список на санкции. Ваквиот чекор следи откако само во текот на минатата година неколку високо профилирани бизнисмени и поранешни политичари како Кочо Андјушев, Орце Камчев, Рамис Мерко се најдоа на американската црна листа. Членството во НАТО не значи само ставање на знаме пред официјалните државни институции. Тоа значи воведување на стандарди, тоа значи воведување на отчетност, тоа значи поголемо владење на право. Ова е еден од тие делови. Овие измени ќе овозможат и вклучување на лица носители на јавни функции, кои што согласно со законите на овие држави се санкционирани и на тој начин ќе се отвори простор да тие докази кои што ни ги имаат бидат споделени со нашите институции на официјален канализиран начин, за да може потоа да се носат соодветни одлуки од соодветните органи во државата. Не се исклучува ова да биде едно од прашањата за кои ќе се зборува во текот на идната недела кога во земјава ќе допатува помошникот државен секретар за европски и евразиски прашања на САД Џејмс О'Брајан. Иако американската амбасада се уште официјално не го потврди неговото присуство на лидерскиот состанок на земјите од Западен Балкан што в понеделник ќе се одржи во Скопје, во поканата за акредитација на медиуми која владата ја испрати, наведено е името на О'Брајан. Последен пат тој беше во Скопје на крајот на ноември минатата година за време на министерскиот состанок на ОПСЕ кога го придружуваше државниот секретар Блинкен. Само една седмица подоцна, Стейт департментот го назначи Кочо Андјушев како непожелен за влез во САД поради негова вмешаност во значајна корупција. Денеска О'Брајан се сретна со шефот на државата Пендаровски за време на Светскиот економски форум во Давос. На средбата се разговараше за актуелните состојби поврзани со европските интеграции на Северна Македонија, за реформскиот процес како и за политичките состојби во нашата држава и во регионот. На средбата беше реафирмирана поддршката на САД за европските аспирации на Северна Македонија и беше изразено очекувањето од официјален Вашингтон дека државата ќе го продолжи патот кон полноправно членство во Европската унија, пишува во соопштението од кабинетот на претседателот. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.